Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Петочната емисија, како и вообичаено, ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Делумното или целосно испаѓање на матката е дел од најголемите нарушувања на статиката на гениталните органи. Кај овој проблем речиси сите полови органи заедно со бешиката, односно со мочниот меур се спуштаат и доведуваат до низа проблеми. Зошто се случува овој проблем, што го предизвикува, како се диагностицира и лекува, ќе ни појасни гостинот кој што денеска го вклучуваме онлайн од далечина, тоа е професор доктор Васиф Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист урогинеколог. Докторе, добре дојдовте во денешната телма амбуланта. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Драго ми е што ова тема е избрана баш во телма амбуланта да подсетиме или да обновиме некои сознанија кои што денеска ги имаме на нашата медицина, односно во нашата клиника. Вела дека дисфункцијата на карличното дно се јавува речиси кај 50% од жените после 40-тата година. Што се спаѓа во овој дел на телото? Карличното дно, каде точно се наоѓа и зошто предизвикува волку големи проблеми? Да, сега дозволете ми малку морам да објаснам. Карличното дно е крајот, односно дното на стомачната или абдоминалната празнина, каде што се сместени сите внатрешни органи под тораксот, значи под градниот кош, што се наоѓаат. И тоа дно е обезбедено со многу структури, така да тоа биде не само као потпорно дно, кое ќе затвара излезноста, односно отворот на карлицата, односно да биде и функционално корисно. Затоа во него учествуваат голем број на мускули, голем број на фасци или структури кои што ги покриваат и ги појачуваат мускулната функција и има изузетно богата васкуларизација и инервација преку која се диригираат и волните и неволните функции на органите кои што се сместени во тој дел од карлицата. А тоа се предсека и женската популација, тоа е матката, тоа се јајниците, тоа е бешиката, тоа е вагината и потоа следува паравагиналното ткиво заедно со позади ректумот, односно мочниот меур напред. Тие сите структури се взаемно поврзани и во инервацијата, и во снабдувањето со крвната снабдување со оксигенацијата, како и со функцијата се меѓусебно зависни. Секое пореметување, било во функција, било во инервација, било во циркулација, се одразува врз нивната активност, односно врз нивната физиологија која ја реализираат во текот на животот на жената. Во различни периоди од животот на жената, сите органи, овие органи што ги напоменав сега, се изложени на различни потреби, односно реализираат различни функции, за што се и наменети. И така практично протекува и нивната функционалност, односно физиолошка употребливост во текот на животот на жената, односно на реализација на потребните кои што за што се наменети. Секој орган во нашиот систем, односно во нашето тело има своја намена и своја функција. Така. Пореметувањата кои што настануваат се рефлектираат на сите овие органи. И многу често има поврзаност меѓу пореметување на функција или позиција на еден орган во друг. Да речеме кога постои пореметување на функцијата на бешиката, често пати наоѓаме и пореметување во позиција, односно во статиката и положбата на вагината или на утерусот, на матката или на дебелото црево. Така, значи може да се јави дури проблеми со дефекација, бидејќи го спомнавте дебелото црево. Апсолутно. А што доведува до слабење на карличното дно? Кои се главните причини кои што може да предизвикаат ваков проблем? Па како се во човекото тело, ние сме предодредени нашата генетска структура, значи од наследните карактеристики кои ги добиваме од нашите родители. И во текот на животот, така наречени фенотипски или надворешните влијанија, доведуваат до модификација на нивните капацитети. Тоа што значи? Тоа значи дека ако оставиме на природна функција да се реализираат сите функции што ги имаат органите во карличното дно, они би биле идеални, но ако треба да водиме рачун за да ги одржаваме нивната работа, тоа е исто како што треба на машина да ја одржавате стално, да ја контролирате и да ја сервисирате. Со други зборови, органите во малата карлица, значи матката, бешиката, дебелото црево, сите тие трпат значајни промени. Да речеме, прво и основно покрај генетиката се хормонските влијанија кои што имаат големо
ефект, голем ефект врз функцијата нивна, па потоа репродуктивниот период на жената е поврзан со реализација на главната функција на гениталните органи кај жената, каде што доаѓа до големи дисторзии, така наречени, значи големи пореметувања во моменталната статичка положба на органите. Се мисли дека настанува зголемување, односно дистанца меѓу поедини органи во vanбременост и бременост е дури 10 пати поголема во однос на нормалната позиција. Потоа во стор период употребата, односно неактивирањето на мускулатурата на карлицата доведува до нејзино слабење. Секој мускул бара да биде стално активен како би се одржувал, односно како би се репродуцирал физиолошки. И на крај би рекол дека гасењето, односно менопаузата, каде се не стануваат овие хормони, доведува до нејзина слаба функција, слабо исхрана, слаба инервација и слабење на функцијата, односно на позицијата, на потпорната позиција. Сите органи во нашето тело се или на нешто лежат, или се на нешто обесени. Значи секој има своја позиција и таа позиција не е фиксна, таа има така наречена фреквентна амплитуда на секој орган. И тоа е многу важно да се сочува во текот на животот. А да проговориме, кога веќе ги набројавте сите овие фактори, повеќе за породувањата и бременностите, дали вагиналното породување е главен ризик фактор за слабење на карличното дно и подоцна во животот за спуштање на матката, мочниот меур и сите останати органи во малата карлица? Секако дека еден од најголемите захтеви на гениталните органи во карлицата е токму бременоста и породувањето. Ја напоменав дека тогаш настануваат најголемите дислокации на сите структури во малата карлица, односно во целокупната карлица, и тоа доведува до нивно постбременоста нефункционално враќање на позицијата примарна. Често пати се дешава, па е тоа поврзано со капацитетот генетски наследен од јачината на мускулатурата и структурите кои го овозможуваат позиционирањето на утерусот. Ја не знам колку може да се разбере дека тоа се 10 пати и повеќе пати по големи дисторзија. Дисторзија значи поместување од физиолошкото место на органот. Кога е максималната бременост, значи на полна бременост, 10 пати е зголемена дистанцата меѓу позицијата на еден мускул во однос на мускул кој ќе биде на крајот на бременоста. И тој треба после тоа да се врати. И втор момент е породувањето. Вагиналното породување може да протече на различни акти, со различно темпо, со различна динамика и со различен степен на релаксација на мускулатурата. И за жал некогаш настануваат и така наречени микрорасцепи, кои што се пополнуваат потоа со фиброзни лузни, цикатрекси ги викаме ние, и тие никогаш не возможуваат иста функционалност, иста еластичност, иста компатибилитет со намената функција на органот кој што се наоѓа таму. И последица на тоа е пореметување на позиција. Така, професоре, влија ли време треењето на вагиналното породување, доколку е тоа многу долго, или ако плодот е многу голем, а жената вагинално се породува? Дали се тие дополнителни ризик фактори? Точно. Значи, должината, трајањето на породувањето не толку колку, ако е, наречеме, подолго породувањето, не значи дека ќе биде поштетно за карличното дно. Напротив, поопасни се тие наречени промптни породувања, многу кратко што идат. И втор фактор кој што го вие спомнавте сега е големината на плодот. Тоа е породилен објект кој треба да помине и сите тие структури да возможат таква дилатација со минимален оштетување, со минимално оштетување да го доживеат во текот на истиот акт. Така да тоа е еден од главните причини. Онда второ ја бих напоменал дека за жал во нашата средина многу малку се обрнува внимание во културата на карличната мускулатура. Знаете, на земите кои блискиот исток, земите мали девојчиња уште од кај нас ги носат на балет, а тамо ги носат на овие карлични вежби, како би ја јачале и возможиле контрола врз карличната мускулатура, сфинктерната мускулатура, значи мускулатурата која е употреблива во текот на функционалноста на една жена. Тоа е културно придобивка која го имаат тие, нели, како викаме, тие игри кои ги прават на Блискиот исток се последица на традиција која што водела кон
породувања ефикасни без големи тормозења на карличното дно. Али затоа тоа се спрема во текот на целиот живот. Сега постојат и кај нас такви некои клубови каде што тренираат или вежбаат или учат кои методи на вежби треба да ги прават, али тоа треба да биде модел на живење, не може да биде краткотраен само проток. Така, значи, доколку жената ги започне овие вежби веднаш после породувањето, ќе имаат ефект? Зборуваме сега за кегелови вежби. Па ние ги викаме кегелови, тие се медицински ориентирани, но има и овие што се баш овие нормални вежби што ги добиваат во овие клубови за не знам, те пилатес, сето тоа е поврзано со некој модел на карлична ангажираност во тренингот, во вежбањето. А кегловите вежби, да, тоа се медицински ориентирани и убаво да се почне пред временоста, во текот на животот. Треба да станат дел од животот. Секојдневно. Па да, или кога ќе имат добра прилика. Знаете, кога ќе влезе тоа во навика, не е проблем. Така можат жените да се информираат какви се овие вежби, на интернет има навистина убави насоки на кој начин да се изведуваат, доколку докторе помага. Предпоставувам дека не е лошо секојдневно да се изведуваат. А сега би сакала нешто да ве прашам во однос на менопаузата и намалувањето на естрогените. Дали тие секогаш кај сите жени ќе создадат ваков тип на проблем со слабењето на карличото дно и спуштање на матката? Па не кај сите жени секогаш нормално, дека не е тоа апсолутно последица на секоја жена дека мора да трпи промени на позиција на гениталните органи кои ќе влезе во менопауза или во постменопауза. Најчесто да, поврзано е со слабењето на функцијата на подпорните структури, значи на мускулатурата, на фасциите, на сите позиции кои што постојат и кои што се важни за одржување на нормалната функција, а и тоа слабење не мора да доведе до испаѓање. Значи тоа се така наречени минимални херниации, кои што можат да бидат и толерирани во текот на животот. Али за жал можам да кажам дека многу често во нашата средина жените се учени дека тоа е прифатливо, дека тоа е нормално така да биде кај возрастни кои што имале вагинални породувања посебно, што не смее да биде така и не треба да биде така. Тоа е исто како кога имате хернија, кога имате кила, не знам, ингвинална или умбиликална или било каква кила. Затоа што пореметената позиција на еден орган консеквентно води кон пореметување на функцијата и на другите органи. Пример, спуштање на бешиката е последица заедно со спуштање на вагината. И тие пореметувања водат кон задржување на урина, чести уроинфекции, често пати на тоа се надоврзуваат и така наречени инконтиненција, односно губење, неволно подмочување во текот на напор, во текот на кашлање, во текот на одење, во текот на секојдневните активности кои што ги обавуваат. Значи, тоа е еден добар пример за да се каже. На тоа може да се надоврза и често пати доаѓа спуштање на матката, кое што доколку дојде надвор од излезот вагиналниот лес, доаѓа до стварање на рагади, до стварање на ние викаме декубитус, значи оштетување на епителното ткиво, кое што може да биде, јас морам да ви спомнам, сум имал дори пациентка која што дошла со отворена бешика, заради тоа што се раната трие од надворешната средина, од бешик кој што го носи, и отворена бешика која што потоа мораше да биде збрината како потежок случај, некој што би била решена на сосем нормален момент. Тоа се моменти кои што треба да бидат во јавноста кажани и добро што оваа емисија токму тука ја обрнуваме внимание на сето тоа. Јас можам да ви пренесам искуство од надвор, кога сум работел надвор од Македонија, дека пациенти на 90 години ги решаваат тие проблеми во смисла на пореметена статика на гениталните органи кои имаат потреба. Така кај нас обично се срамат да признаат дека имаат ваков проблем и неволно се обраќаат на лекар, но сепак тоа треба да се промени, ве како што споменавте, преку овие емисии можат да се информираат дека ова е решлив проблем. Во текот на емисијата ќе ви појасните на каков начин се решава, но претходно да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта на телефонскиот број 02 3076 677. Професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист по урогинекологија,
во Жан Митрев клиник, секако е гостинот во денешната емисија. Докторе, ги наброевте сите проблеми кои што се јавуваат како резултат на спуштањето на органите во Малата Карлица, како последица на слабењето на карличното дно. Има ли влијание дебелината во овој проблем? Да, секако. Секако, знаете, пример, ја стално им кажувам на пациентите, па земете не повеќе, 10 кила еден ранец и носите го перманентно со вас да видите колку е тоа оптеретување за структурите каде што ќе го ставите, дали ќе го ставите во една рака или ќе го ставите околу половината и обично таа зголемена телесна тежина е во централниот дел на телото, каја што стомачната дебелина. Да, тоа е стомачна дебелина најчесто и карличниот дел. Пошто карлицата кај жената е поширока, функционално поширока, сите тежини што се органи формираат така наречени под дејство на земјаната тежа, формираат фокус на сили. И тие фокуси на сили се токму да предниот зид на вагината, значи на мочниот меур, предниот зид на вагината се дејствуваат. И при секој напор, 10 или 15 или 20 кила повеќе што се носат, толку повеќе се зголемува и јачината на тој фокусот на силата која што ја оптеретува органот. И како последица на тоа се пренапрегнуваат структурите кои што треба да бидат ангажирани во одржувањето на позицијата. Така, и доаѓа до нивно кинење на статиката, апсолутно. А што е со оние кои што во животот страдат од обстипација? Постојано со напор одат во тоалет или пак кашлаат интензивно, имаат некакви белодробни болести како што се астма, може ли ке нив да се влоши оваа состојба доколку е во почетна фаза? Се тоа структури кои што состојби кои што доведуваат да структурите кои што се ангажирани во статиката на органите бидат во стресна состојба. Во даден момент довежуваат нагол стрес. Например, вие рековте кашлањето е Валсалва маневар, еден маневар каде што нагло настанува зголемување на интраабдоминалниот притисок, фокусот се дуплира, се триплира, зависи од јачината на тоа кашлање или кивање и сето тоа. И сето тоа се трансформира преку овие фокусни сили само на предниот вагинален зид и на бешиката, и тоа доведува по тек на време до попуштање на структурата која е одговорна за незината позиција. Тоа се реков веќе мускулатура, фасции, структури, лигаменти кои што се ангажирани во тоа. И обстипацијата е исто. Репетирани Валсалва маневри се при напорите за дефикација, кои што ги ангажираат уште пошироко. Значи, уште поширока зона на делување ангажираат и тука доаѓа до структури кои што се ангажирани во статиката на предниот, на задниот вагинален зид и дебелото црево. Ние имаме така наречени ректоцели, цистоцели, кои што се многу често наоѓаме кај пациенти со покачена телесна тежина, со хронични кашлања, со пушачи, нели рековме, со обстипација, и не мора да биде стално дека е тоа во постојна пауза, и помлади, многу помлади пациенти се јавуваат со такви проблеми и треба да знаат дека тоа е решливо, многу ефикасно и многу за благодарно решение. Имаме гледач на линија, професоре, да му дадеме можност да го постави прашањето. Јас се надевам дека ќе можете добро да го слушнете, доколку не успеете, јас ќе ви го пренесам во кратки црти. Добар ден за гледачот. Добар ден. Дали се уште имаме гледачот на линија? Да, во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Само ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот. Тоа е проблемот, зашто не можеме нормално да комуницираме. Ало, сакам, ме слушате сега? Да, секако, да, ве слушаме. Ме слушате? Доколку не го исклучите тонот на телевизорот, нема да можете да го поставите прашањето. Немам некое посебно прашање, но сакам професорот Васко Илиев од срце да го поздравам, бидејќи тој е најдобриот гинекохирург кој што може операцијата околу пролапс на матка да ја направи. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Ние секогаш се обидуваме да ги повикаме во емисија најголемите професионалци во својата област. Така, професоре, е еден комплимент од гледачката за вас. Благодарам и поздрав. Можете ли да ни појасните дали на почеток болеста дава некакви симптоми? Можат ли
да забележат жените дека имаат некакво спуштање на гениталиите или пак на мочниот меур, на дебелото црево, на самиот почеток на болеста. Да. Да објаснам малку, значи треба да разликуваме интравагинален и екстравагинален спад. Интравагиналниот спад во самиот почеток потешко може да го уочат доколку се работи, да речеме, за нема дебелина, некоја нема обстипација, нема хронично кашлање, астми и такви работи кои што се еден нормален живот кој што се води. Пореметувањето настануваат тогаш кога ќе настане, да речам, 50% од прилика, 50% од интравагиналниот спад. Значи, првите 20, 30, 40% не се манифестираат функционално. 50% минимумот е захтев да пациентката сама се појави или кој ќе оди на преглед, нели треба да пациентите ни прават редовни контроли, папови, тестови да се прават, и ако докторот веќе иницира или согледа при преглед таков некој пореметување во статиката, треба да тоа биде обзнанено и да биде кажано на пациентката. Над тоа настануваат првите чувства на отежнато започнување на мокрење. Еве, на пример, би го спомнал тоа. Или чувство на потешкотија при подолго стоење или одење, на чувство на напнатост, на дека нешто се спушта, дека е пореметен, има чувство на болка, затоа што структурите кои што држат матката посебно се врзани со така наречени лигаменти кои завршуваат на кишмениот столб или поред кишмениот столб, и тие структури се обтегнати и се пратени со нерви кои што бидат иритирани и често чувствуваат лумбални болки пациентите. И после следуваат следните симптоматологија, односно знаци, нели, пореметено мокрење. Ја го спомнав веќе, нели, инконтиненција при кашлање, при мала количина на урина, неволно се губи подмочување. Да, подмочување, да. Во текот на мокрење, на текот на животот кога се накашна, насмее, така да имаме пациентки кои што завршуваат и со влошки перманентно, секој ден ги носат, токму затоа што доживуваат страф од губење од подмочување. Има и други моменти кои се поврзани со ова подмочување, не мора да биде само кашлањето, смеењето и така натака, тоа се други типови на инконтиненции. Или настанок кога веќе самата пациентка осеќа, јас имам доле нешто ми се спушта, имам некое топче, гледам кога во текот на денот навечер кога легнам тоа се намалува, имаат потешкотија да почнат да уринираат или мазот почнува да биде некоректен, односно да се распрскува. И после тоа следи повисок степен на пролапс, кога веќе тоа е екстравагинален, кога почнува да биде видлив и самата пациентка знае дека тако нешто постои. И сите овие структури, сите овие моменти може да пропратени и со задниот зид вагинален, со дебелото црево исто, така да практично кога ќе се согледа целокупно наод кој што структури учествуваат во таа хернијација, централна, предна, задна, и решењето треба да биде комплексно, односно да биде во еден акт решење на целата таа структура која што е лезена во хернијацијата. Да го вклучиме, докторе, и следниот гледач. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Не знам, јас сум на телефон. Да, ве слушаме во програма, сте повелете. Да. Вака, јас сакам за... Ало? Да, ве слушаме, значи намалете го тонот на телевизорот и следете го разговорот преку слушалката. Значи имате прашање кој што сакате да го поставите во име на некој друг, колку што разбрав? Јас не ве слушам во слушалка, воопшто. Ве слушам преку телевизија, ама не ве слушам. Добро, поставете го прашањето без разлика дали ме слушате или не. Вака, се работи за мојата мајка која во подминати години. Се работи за мојата мајка која во подминати години детектирана е цистокела. Значи повеќе од 80 години има, беше на гинеколог, правеше испитувања, пап тест ово оно, бевме и на клиника, ги детектира, но последно време има и диабет, да го напоменам, и чести инфекции, но дали е тоа од цистокелата или е предизвикано од диабетот, како таков фактор кој што ги предизвикува, и што ќе каже докторот во алтернативно лекување или санирање на тој проблем, бидејќи почесто излегува преку вагината на мајка ми цистокелата. Кој е решението за сето тоа, бидејќи оваа тема е многу запоставена?
Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, професоре. Да, значи годините не се пречка за решавање на проблемот. Нормално е дека кога цистокела постои, значи предниот зид на вагината и бешиката се екстериоризирани, излезени надвор од влезот на вагината, се пореметени до тој степен што стално постои еден дел од бешиката кој што не се празни при мокрењето. Тој дел од бешиката од мочниот мер кој што не се празни задржува урина, задржува мокроча, која што е идеална храна за бактерии. И тие бактериите тука се множат и практично се повтараат инфекциите на урината, кои што може да доведат, нели, доколку се прошират и нагоре, може да зафатат и други делови од уринарниот, од мочниот систем. Решение за тоа алтернативно не би постоело, затоа што кога структурата е надвор, бешиката мора да биде вратена назад. Треба да се врати на своето место, за да би се овозможило да се празни во целост и тогаш ќе се намалат сите тие, односно ќе се изгуби причината за настанување на тие чести инфекции, повторувани уринарни инфекции. Сигурно дека поради напреднатата возраст има и атрофични промени кои што се очекувани и тие можат да се санираат во текот на овој третман полека, да бидат прифатливи и да овозможат подобра исхрана. Знаете, кога атрофијата настанува пореметување во исхраната на ткивата и нервите кои што се одговорни за здравието на ткивото во околните структури. И тоа треба да биде решено во истиот так кога ќе се реши оваа цистокела. Значи тоа е вагинален пристап, е операција интервенција која што е многу благодарна и практично еднодневен престој во болница, така да решењето е тука. Така, професор, тука ќе пуштиме блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната емисија, ќе објасните што се може да се преземе за да се решат ваквите проблеми. Останете почитувани на Телма. Професор доктор Васиф Илиев, субспецијалист по урогинекологија од Жан Митрев клиник, е денешен гостин во Телма амбуланта. Зборуваме за еден многу чест проблем за кој што ретко се зборува, а тоа е спуштената матка и проблем со подмочување кај жените кои што пред се имаат родено вагинално. Професор, имаме гледач, да му дадеме предност, ќе го вклучиме, а веднаш потоа продолжуваме со мојот предвиден концепт за денеска. Добар ден за него. Дали овој пат со гледачот ќе можеме успешно да се вклучиме и без проблем да го слушнеме прашањето. Добар ден. Уште една можност за него. Добар ден. Нека се јави подоцна. Професоре, дали може со некаква електростимулација, со зајакнување на карличното дно, да се реши овој проблем? Електростимулацијата е позитивна метода за ангажирање на импулсите кои што нервите треба да ги дадат на мускулатурата и таа така пасивно, без активна ваше учество, да зајакнува и да ја одржи некоја позиција на органите. Значи, или да го преведам тоа малку на поедноставен начин. Значи, веќе настаната пролапс или десцензус на било кој орган од овие што ги наведувам сега, не може електростимулацијата да го врати назад, да го реши. Може да биде превентивна метода, да застане развојот на пролапсот. Значи, тоа би било модел на една превенција за прогресија на хернијата. Ето, така би го тоа може да го сватиме. Иначе, во однос само на статиката зборам, во однос на инконтиненцијата, за жал, не покажува резултати, така наречена, не знам, електростимулација, ласерска стимулација на долги стази за стрес инконтиненцијата. За неволното испуштање урина, за подмочувањето. А што е тоа, професоре, песар? Некакви прстени се тоа кои што се ставаат. Што е тоа, во кој дел од органите се применува и дали дава резултати? За жал, ова пореметена статика на гениталните органи, пошто се јавува у постара возраст, се стекаваме со пациентки кои што се пропратени со други пропратни заболувања кои што го доведуваат хируршкиот третман на решавање на пролапсот во голем ризик или во неможност. Значи, така наречени иноперативни случаи, кога не може да биде подложена на анестезија или на операција ради X други пропратни заболувања. Во тој случај
можеме да употребиме ова средство кој што се вика песар. Тоа е различни типови постојат на обично гумен, силиконски и така натака, кои што го подпираат, се монтира, значи лекарот го позиционираме во самата вагина да одржи некој степен на интравагинален спад. Тој е пропратен со одржавање на лична хигиена, доста захтевна лична хигиена, затоа што се работи за страно тело кое што е перманентно во вагината, онда треба да се коригираат атрофичните промени, обично таа возраст тие постојат. Така да тоа е решение кое што ни го дава и захтева изнудено решение во моменти кога се работи за неоперабилен случај или за некој случај кој што треба да биде спремен за операција или не е операбилен во моментот. Така, а кога се применува класичниот, односно колку е тој класичен оперативен зафат, инвазивен ли е? Бидејќи споменавте после еден ден жената може да се замине од болница. Да, не, добро не, апсолутно не се работи. Значи, како што во херниите, сите херни во медицината што постојат, ние да тие не се работи за инвазивна техника на работа, напротив, постоje два големи ресори, да речеме, и два големи групи на пристап во решавање на проблемите на статика на генитално или урогениталните органи. Тоа се абдоминален и вагинален. Попреферабилен во праксата наша е стално вагиналниот пат на решавање, затоа што таа хирургија вагинална е многу помалку травматизирачка, многу подобро се поднесува и од повозрастни пациентки и од други пропатни заболувања кога имаат истите, се изведуваат често пати, најчесто пати со спинална анестезија и опоравокот многу побрз. Значи, практично со вагиналната хирургија може да се искоригираат сите типови, на сите структури кои што учествуваат во еден даден пролапс на генитално или урогениталните органи. И абдоминалните хируршки операции се пак наменети за случаи каде што покрај пореметената статика постојат и други наоди, да речеме големи цистични тумори, солидни тумори, каде што треба паралелно и тие да бидат решени, и тогаш се решаваме за некоја од абдоминалните техники. Значи се вади тој тумор, се отстранува тој туморот и се решава статичниот проблем. Колку значи тоа се две големи групи. Така. И резултатите какви се? Професоре, добри се? Можам апсолутно можам да ви кажам дека вагиналната хирургија доминира во однос на успехот во однос на абдоминалната, али и двете се задоволителни затоа што структурата на решавање е херниација. И кога се реши хернијата, која што е авансирана, која што е значи понапредната, стално резултатот кој што се добива е задоволителен и е функционален. Многу е битно да решението биде функционално. Да ви напоменам, само има и млади пациенти што треба да бидат решени, каде што функционалноста на вагината и на структурите треба да бидат сочувани. И токму затоа стално решањето треба да биде прилагодено и индивидуализирано према возраста на пациентот, према локалниот наод и према учеството на хернираните елементи, затоа што постојат централни, постојат предни, постојат задни или комбинација нивна, како што спомнав. А можат ли жените со пролапс на матката да забременат? Доколку се помлади? Може после корекција, да. Може, после корекција? После корекција може да се забремени. Значи, треба да разликуваме. Значи, ја спомнав веќе, постои интравагинален спад и пролапс кој што е екстравагинален. Интравагинален спад обично не представува проблем за забременување. Ако е екстравагинален спад, каде што тоа е веќе пролапс, и може да биде субтотален или тотален, значи целосен или нецелосен, да го преведам, тогаш веќе треба да се направи корекција, па тек потоа да се размислува за забременување. Докторе, доколку низ вагината излегува нешто, за каков спад станува збор? За субтотален или за тотален пролапс. А тоа што е во интравагинално, збориме за десцензус, односно интравагинално спуштање на овие структури, било преден зид, заден зид, централен, сите тие бешиката исто. Многу често учествува во сето ова. И најчесто ја би сакал да потенцирам, најчесто нашите пациенти имаат хронични воспаленија на уринарниот систем, цистити, кои што се рецидивираат токму ради овие проеметувања кои што постојат во статиката, во позицијата на бешиката. Пред малку објаснив гледачот што прашуваше, гледачката што прашуваше. Така, зошто се задржува урината? Па да, тоа е многу врзано и тоа е затворен круг. Нели, никош не се празни мочниот меур, тој стално има урина во него која што бактериите
ќе добие третман, тие ќе се редуцираат, али уринава која што постои ќе ги натера да се размножат што повеќе и пак се повтара тој цистит и така натаму и така натаму. Значи, жените кои што имаат повторувачки уринарни инфекции, постојано страдат од цистит, би било добро да ја проверат и статиката на органите. Да направат еден таков преглед. Како се прави тој преглед? Сложен ли е? Како се диагностицира? Не. Значи, урогинеколошки преглед се состои од, ја си прошли пат малку зборев за тоа, од класичен гинеколошки преглед, онда се прават тестови со Валсалва, предна, задна, значи се прават тестови со провокација, да речем, предна, задна провокација, онда се прави еден тест за проверка дали постои инконтиненција или не постои инконтиненција, и сето тоа завршува со ултразвучен, вагинален ултразвучен преглед на структурите во напон и во мир. И на бешиката се разбира, на мошниот меур. Тоа све комплексно, тоа е еден пакет на урогинеколошки преглед кој што стварно дава валидни резултати, односно сознанија за позициите, за состојбата на конкретната пациентка. Кој е вашето искуство? Жените обично колку време чекаат пред да се јават кај стручно лице и да го соопштат проблемот што го имаат? За жал, јас го спомнав на почетокот, една анкета многу поодамна е правена кај нас, над 38%, анонимна анкета беше тоа, над 38% од рандом избрани пациенти, овој жени, што беа прашани за некој тип на спуштање на орган, на подмочување, значи на инконтиненција, на потешкотија со дефекација, изјавија позитивно дека има таков проблем. Значи, за жал е многу често, но како што спомнавме, пациентите не се јавуваат за решение, мислејќи дека прифаќаат, јас имам раѓано, нели влагам сега во средни години или во постари години, тоа е нормален наод, да секоја жена треба да се подмочува и да има такви проблеми, што е неприфатливо. Значи не е нормално да се подмочува возрасна жена, ниту пак жена која што родила. Тоа не треба да се прифати никако како состојба која што доаѓа со годините. Тоа е здравствен проблем и, како да кажам, во целиот свет, каде што се бориме и ние, дел од тој свет сме, да квалитетот на живот го подобриме и во повозрастните години, и не само тогаш, ова е значајно тормозење на квалитетот на живот, значајно пореметување на квалитетот на живот. Замислете вие цел ден да бидете со влошка која се подмочува, па тоа ја иритира кожата, па се јавуваат проблеми од аспект на кожната иритација, па тоа се надоврзува на тоа инфекција некогаш и така натака, тоа е се поврзано едно со друго. Има доста можности за решение. Успешноста е веќе задоволителна со нови технологии на работа, нови методи на корекција, нови средства се употребуваат. Ја не знам дали имам напомнато дека, например, инконтиненцијата ја решаваме многу успешно, изузетно успешно со минимална интервенција. Една не би ја нарекол ни операција, во спинална анестезија се прави сосема мал, 8 мм, 9 мм отвор на предниот зид на вагина и се поставува една трака, една сфинктерна функција која ќе имитира цел живот, таа трака се инкорпорира во организмот. Операцијата трае интервенцијата 15 на минути, пациентката или истото поплавне, или утредента веќе си е оди и е способна за своите професионални или животни активности. И може да си го врати квалитетот на животот, што е најважно во сето. Апсолутно, ова што сега го спомнав е така наречен златен стандард за решение на инконтиненција, на стрес инконтиненцијата во светот и кај нас, и е прифатено со успешност која што ги надмина сите други. Јас само ќе спомнам околу 100 и нешто различни процедури се публикувани во литературата за решение на инконтиненцијата и од сите тие токму оваа е последните 12-15 години златен стандард за третман на овој проблем. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телмо амбуланта и за сите појаснувања убави што ни ги дадовте за овој релативно чест проблем кај жените. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Почитувани, ви благодарам и денеска за вниманието со кое што ја следевте Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12 часот и 40 минути на Телма. Имајте пријатен ден.